Живот од милостина. За 47 годишниот Ѓорги од Струмичко Габрово секој ден е нова мака. Селаните му носат по една корка леп и му пружат огромна помош. Ѓорги е со ментална попреченост и не е воопшто работоспособен. Со нетрпение не очекуваше денеска, а со нашата екипа пристигнаа и неколку соселени кои секојдневно му подаваат по нешто да касне. Габровци, како никогаш досега се обединеле, откако на Ѓорѓи му се распаднала куќата, собрале средства и сили и ја поправиле, во која се уште нема елементарни услови за живот. Ова што го гледате тука е направено со доброволен прилог од селаните на селото, на кој крајно им благодариме. Колку може, толку дадоа луѓето, ама сепак се направи нешто. Кровот беше паднат и куќата. Овој зид тука, целиот беше урнисан. Ама со помош на луѓето ние го изградивме тоа. Основни средства за живење нема. Ниту е способен за физичка работа, ниту има социјална помош, ниту некои други примања. Жителите од Габрово велат дека не сакаат ништо што е невозможно за нивниот Ѓорги. Велат се ќе сториме за основните услови во куќата, ќе обезбедиме и покуќнина, но заглавиле во институционалниот лабиринт. Секоја година му поднесуваат барање за нега, но второстепената комисија во Министерството за труд ја одбива со образложение дека Ѓорги бил работоспособен. До Републичката комисија со целна лекарска документација беше поднесено и во 2014 и во 2015 година. Два пати го одбиват. Сега одлуката ја обжаливме, чекаме трет пат да го викнат. Ама не веруваме дека нешто ќе се случи, дека нешто ќе му дадат. А треба. Нека го видат лицето, нека дојдат тие органи од власта. Велат дека е работоспособен. Дека е работоспособен. Ѓорги, ако многу малку зборуваше со нас, сепак се надава дека по нашето заминување ќе сториме нешто во негова корист. Единствено нешто кое го искоментира беше: сакам сам да купувам леп. Од Центарот за социјални грижи во Струмица вела дека се запознаени со случајот, но не мокни се да ја пружат неопходната финансиска помош за Ѓорги, се додека случајот не помине низ второстепена комисија.